Дали ЕУ навистина сака да ги внесе кандидатките во својата куќа или само подобро го уредува ходникот пред влезната врата? Во серија нови нон-пейпери и француско-германски предлози се навестува нов модел на проширување. Поблиска интеграција, но без јасен момент на членство. Во новите услови и додека Скопје и Софија зборуваат на различен политички јазик, дали за Македонија ќе има излез од блокадата или останува заглавена во чекалната што постојано се поместува. Во новото издание на Европат разговараме со Ана Карстиновска, председателка на ЕСТИМА. Ви благодарам за разговорот. Благодарам за поканата. Деновиве излезе уште еден нов нон-пейпер, овој пат од 5 земји членки, станува збор за Германија, Франција, Холандија, Белгија и Луксембург. Ќе цитирам еден дел од нон-пейперот, вели: ЕУ треба да води длабенска дискусија за можноста за привремени транзициски ограничувања на гласачките права на новите земји членки, особено во делови од европското законодавство каде што е потребен консензус. Се спомнува и членот 7 од договорот за ЕУ. Како го анализирате овој најнов документ на членките? Од почетокот на војната во Украина навамо, очигледно е дека проширувањето е вратено на агендата на ЕУ, меѓутоа се уште не постои консензус меѓу државите членки како тоа треба да се направи. И во тој контекст, последниот период гледаме различни идеи во кои што имаат за цел на некој начин да ги адресираат тие загрижености или дилеми кај државите членки, и секоја држава или групи на држави излегуваат со своји предлози. Идеите кои што се содржани во последниот нон-пейпер не се нови, меѓутоа самото објавување на нон-пейпер на оваа тема има за цел да им даде поголема политичка тежина. Особено имајќи предвид дека Франција и Германија, нели, двигателот, моторот на Европската Унија, стои зад овој нон-пейпер, со што пораката е дека Европската Унија, односно институциите, Советот и Европската комисија, треба да направат нешто за овие идеи да се разгледаат подетално и да постои некаква дискусија околу нив и што би водело, нели, кон некакви решенија. Во основа позадината е фактот што Европската комисија уште пред неколку години се обврза дека ќе објави документ или комуникација за внатрешните реформи што ЕУ треба да си ги направи пред да видиме следно проширување. Првичната дата за тој документ беше некаде втората половина на 2024 година, меѓутоа до ден денес комисијата се уште не излегла со свој предлог, така што овој нон-пейпер го гледам во таа насока. Државите членки ја потсетуваат комисијата дека треба да им стави на масата некаков предлог за кој што тие ќе може да разговараат. Ако новите членки во Европската Унија влезат со помалку права од постојните членки, дали тоа е членство од втор ред и отворено признание дека Унијата еве нема целосна доверба во земјите кои што сака да ги преми? Не се работи за целосна доверба кон земјите кои што се во овој момент кандидати, туку се работи за недоверба во самиот процес и во механизмите на одлучување кои што во текот на последниве години се употребувани за сопствени цели од дел од државите членки, односно злоупотребувани за дел од нив да го наметнат своето влијание. И тука нели ги имаме државите како Грција, Бугарија, во овој момент до некаде и Хрватска, кои што става вето на проширувањето, меѓутоа имаме и држави како Унгарија, кои што покрај проширувањето го ограничува капацитетот на ЕУ да носи одлуки поврзани со Украина и со заедничката надворешна и безбедносна политика, особено кон Русија, што создаде една навистина голема фрустрација во Европската Унија кај останатите, кои што сега се обидуваат токму оваа злоупотреба на некој начин да ја ограничат. Сега, се уште не можеме да знаеме, бидејќи Советот и правната служба на Советот се нема произнесено дали воопшто според основачките договори на ЕУ е можно да имаме држави кои што ќе ги немаат овие основни права кои што им се загарантирани, така што и тој момент на правна неизвестност е се уште во воздухот, дали и на кој начин со договорот за пристапување, да кажеме, на Црна Гора,
ќе може да се ограничат и на колку време би било тоа ограничување. Се уште сите опции во моментов се на масата. Значи, се уште немаме јасна представа за тоа што допрва ќе биде понудено на масата како официјален документ и дали воопшто ќе се реализира онаа идеја на Макрон која што е повеќе уште пред новата методологија за членки од прв, втори, трети или во концентрични кругови. Да, Европа во повеќе брзини, што не само би била нели де факто, туку и де јуре според она што ќе го пишува во нивните договори за пристапување. И во тој контекст веќе можеме да знаеме дека ќе има некакви промени во самата содржина на договорите. Значи договорот за Црна Гора нема да изгледа исто како што изгледаше тој на Хрватска во 2013. ЕУ секогаш била добра за изнаоѓање на некои креативни решенија, меѓутоа во колкав степен ќе биде можно да се ограничат тие права, дали тоа ќе се однесува на процесите на носење одлуки, на застапеноста во институциите на ЕУ или пак само во делот на јакнење на владењето на правото. Исто уште еден аспект кој што стана многу актуелен со Унгарија и оценките дека назадува во демократските процеси и владењето на правото. Во овој момент се уште е тешко да се предвиди што се ќе се најде на масата. Ако се навратиме една недела пред овој документ, тука беше француско-германскиот документ кој што пак излезе после нон-пейперот и писмото на Мерц. Во француско-германскиот предлог се зборува за така наречени градежни блокови или забрзување на постепената интеграција, каде исчезнаа всушност асоцијативните европратеници и комесари за разлика од претходниот предлог на Мерц. Како Париз и Берлин денеска го доживуваат проширувањето? И дали постепената интеграција навистина може да стане мост, како што вели Мерц, или пак нова чекална? Веројатно треба да разликуваме меѓу државите и сигурно дека нема да биде исходот ист за сите држави. Овој нон-пейпер треба да го разгледаме заедно со писмото кое што излезе неколку дена или недела дена пред нон-пейперот, кое што беше од канцеларот Мерц наменето за Украина со тие предлози за асоцијативен или некој друг статус. И во тој контекст тие идеи за учество во европските институции без право на глас како асоцијативна членка се уште на масата за Украина, меѓутоа предлогот за регионот на Западен Балкан и за Молдавија е малку поинакот, особено имајќи предвид дека Црна Гора е веќе на прагот да почне да затвора поглавја, веќе Советот го пишува договорот за пристапување, така што понудата за нас изгледа сосема поинаку. Меѓутоа сепак се уште не е конкретна понуда, се уште е каталог на идеи од кои што Европската комисија, конкретно и тие ја повикуваат Европската комисија, ќе треба да направи некој пакет предлози. Сега, тука е интересно што идеите одат од работи кои што за нас како ветеран во процесот воопшто не се интересни. Таму се зборува за Еразмус, се зборува за програмите на Унијата како креативна Европа, понатаму се зборува за некои работи кои што веќе ни се понудени со планот за раст и реформи и реално имам само еден мал дел новитети кои што нас би можеле да ни бидат интересни. Меѓутоа, веројатно идејата е да има за секого по нешто. Да има нешто што би му било интересно на Косово, кој што се уште нема статус на држава кандидат, и нешто што би било интересно на Црна Гора, која што веќе ги затвора поглавјата. Каков ќе биде финалниот баланс, се уште останува да се види, затоа што и овој документ се надоврзува на нешто што првично беше ставено на масата во 2023 година, француско-германскиот извештај на високата експертска група, и чекавме 3 години да произлезе некаков конкретен предлог од тој извештај. До сега не се случи, така што нон-пейперот јас го гледам како уште еден потсетник дека Европската комисија треба да се зафати со овие идеи малку посериозно и да излезе со некаков конкретен предлог. Спомнавте дека голем дел од инструментите кои што се нудат во документите не се нови, само се можеби подобро препакувани.
Реверзибилноста, европскиот пазар, структурните и кохезионите фондови кои што редовно се спомнуваат во некои од документите, ма само како сигнали потоа исчезнуваат во официјалните документи со оглед на тоа дека има земји или кои што се противат на тоа да ги делат парите. Ако ова европските лидери денеска сметаат дека е решение, зошто не беше доволно добро решение пред 5 години? Значи, имавме и новата методологија која што вклучуваше голем дел од инструментите, меѓутоа тука сме каде што сме. Затоа што не сите држави членки во ЕУ гледаат на проширувањето како итна потреба или како приоритет. На декларативно ниво, да, сите сваќаат дека геополитичката ситуација налага проширување да се случи што е можно побрзо, меѓутоа од друга страна сите држави членки имаат некаква домашна политичка ситуација и не секаде домашното јавно мислење е наклонето кон проширувањето, така што сите се обидуваат на некој начин да балансираат меѓу она што се обрзуваат да го испрачаат кон своите гласачи и приоритетите поврзани со ЕУ, со проширувањето и со целата ситуација, имајќи предвид војната во Украина, несигурноста во односите со САД и потребата да се најдат нови сојузници и сојузници како Западен Балкан, да бидат малку поцврсто интегрирани во европските политики. Ако го сумираме сето ова што досега го кажавте, дали Европската Унија навистина е подготвена за проширување или само подобро знае како да ги приближи кандидатките, отколку да ги внесе како членки, имајќи ги предвид сите случувања досега и документите кои што се објавуваат? Секако дека ЕУ учи и дека веќе има некакво развиено чувство дека државите од регионот треба да бидат подобро интегрирани. Сега, дали сите овие иницијативи ќе водат кон членство на Црна Гора и Албанија или на други членки, навистина не е известно. Постои голема веројатност дека барем за дел од кандидатите, тука Косово не го не споменувам затоа што не е кандидат, меѓутоа Босна, Херцеговина, Србија која што во моментов нема некој посебен напредок и за нас, не може да се гарантира дека сите овие иницијативи ќе водат кон членство во некоја догледна иднина. Каков е пулсот во Брисел? Во контексти на Западен Балкан, но и на Украина, која што дефинитивно се издвојува како посебно со оглед на тоа дека и беше понудено од страна на МЕРЦ асоцијативно членство. Не само во Брисел, и во европските главни градови. Постои некое несовпаѓање меѓу реториката дека проширувањето е приоритет, треба да се забрза, и делата, односно активностите и ресурсите кои што се посветуваат на проширувањето. Во самата Европска комисија, во DG NS, се ставен е фокус на членството на Црна Гора и сите ресурси се насочени кон тоа Црна Гора, ако не до крајот на оваа година, барем на почетокот на следната, да ги затвори преговорите. И тоа за ЕУ би била некаква успешна приказна. Приказна која што би покажала дека проширувањето е на агендата и дека ќе се случи, и да бидеме реални, држава со големина на Црна Гора, во услови кога ЕУ веќе функционираше со 28 членки, сосема реално може да се очекува дека би станала 28 држава членка и дека тоа не би предизвикало некакви тектонски потреси и не би предизвикало веројатно ниту некое поголемо противење кога ќе дојде моментот на ратификација на договорот за пристапување, дури во држави како што кои што се поскептични, како Франција. Таму и избори веќе треба да има следа. Сега за другите држави и за Украина во моментов напорите се насочени кон тоа да се обезбеди поддршка за председателот Зеленски, да се поддржи Украина во војната, бидејќи во спротивно последиците за ЕУ би биле навистина огромни. Меѓутоа, кога ќе дојде да се зборува за полноправно членство за Украина,
државите во ЕУ имаат резерви кои што во моментов можеби не доаѓаат на површина, меѓутоа тука е почнувајќи од земјоделската политика до самиот баланс на сили, кога држава со 40 милиони жители би станала држава членка, што тоа ќе значи за институциите, за тежината на државите членки во ЕУ. И има уште еден интересен момент, а тоа е обврзувањето во рамките на основачките договори, дека ЕУ ќе ускокне, односно ќе притрча на помош доколку некоја држава е воено нападната. Така што ЕУ ќе има директна граница со Русија и доколку овој конфликт што го има војната во Украина се случеше во момент кога Украина би била држава членка на ЕУ, тоа значи дека и ЕУ автоматски би била во војна со Русија. Колку ЕУ преку проширувањето може да стане геополитички самостојна сила без да се распадне внатрешно, но и без да го изгуби американскиот безбедносен чадор? Мислам дека малку можеби ја преувеличуваме можноста за ЕУ да се распадне, затоа што ние сакаме да се видиме како дел од ЕУ. Од друга страна сакаме да ЕУ да свати дека регионот има потенцијал да придонесе кон европската безбедност, кон европската стратешка автономија и дека да не гледаат само како товар, туку како регион кој што може да биде една позитивна приказна и да има позитивен придонес кон се што се случува во моментов на геополитички и во Европа. Во тој контекст ние можеби не сме целото решение за сите проблеми со кои што се соочува ЕУ во моментов, меѓутоа навистина како регион можеме да придонесеме затоа што регионот обезбедува економска поддршка преку тоа што ЕУ е наш најголем економски партнер во поглед на одбранбената индустрија. Држави како Босна, Србија имаат навистина сериозно развиени капацитети за тоа што на ЕУ и е потребно. Произведуваме многу суровини кои што најчесто завршуваат кај економските конкуренти на ЕУ, значи најчесто завршуваат во Кина, не завршуваат во ЕУ, така што навистина ЕУ има интерес да соработува со регионот, меѓутоа за ние да станеме дел од ЕУ треба навистина малку да се поработи на таа свесност дека оваа ситуација која што имаме, ова статус кво не е одржлива. Паралелно со случувањата во Брисел, Париз, Берлин, случувањата за последните случувања на релација Скопје-Софија, очигледно се зборува на различен политички јазик. Кога едната страна бара обврски, а другата бара диалог, имаме ли простор за договори и решенија? Договор и решение може да има само преку диалог. Така што ова пасивност последниве неколку години во Софија и одбивањето да се разговара воопшто не за нов договор, туку за одржливоста, за добрососедските односи што би требале да ги имаме, е навистина разочарувачка. Софија во последно време има став дека не сакаат едноставно ни да разговараат, додека не сакаме да ги спроведеме уставните измени. Гледаме последниве месеци дека има навистина раздвижување иницијатива од наша страна и тоа е во секој случај за поздравување. Затоа што без разлика дали ние ќе ги спроведеме уставните измени сега, некогаш или никогаш, географијата нема да ја промениме, така што ние треба да размислуваме во секој случај за градење на некоја клима на доверба, за економска соработка, за соработка на сите други полиња, дури ако не успееме во овој момент да се договориме за најтешките прашања. Па ако еднаш се изгради таа клима на доверба, ако се воспостави диалог, дури и потешките одлуки е поразумно да се очекува дека ќе бидат донесени, отколку во ваква ситуација кога ние не знаеме дали ако ги донесеме уставните измени, Софија нема да не блокира наследниот чекор. Изјавата на новиот премиер во Бугарија беше дека уставните измени се единствениот услов за да ги почнеме преговорите, меѓутоа нас не интересира и да ги завршиме, не само да ги почнеме секако. Премиерот Мицкоски изјави дека останува оптимист по разговорите со Макрон и Мерц, иако Бугарија останува на истиот став. Дали ова треба да се гледа како сигнал, можеби од страна на Париз и Берлин, дека ќе има реална промена
во процесот, одреден преокрет, или е само политичка поддршка без механизам за деблокада? Јас би била внимателен оптимист, затоа што нели оптимизмот е единствената опција. Ние мораме да се обидеме барем, да го направиме она што е до нас, за да воспоставиме некои нормални односи со Софија. Меѓутоа во тој контекст треба да ни биде јасно дека опциите за решавање се навистина ограничени кога станува збор за ЕУ, бидејќи Бугарија кажува дека нели нашиот спор не е билатерален, дека ние имаме преземени обврски кон ЕУ, и во тој контекст навистина треба да бидеме многу креативни да најдеме излез од оваа ситуација. Политичка поддршка е секако неопходна, посебно кога доаѓа од Франција и од Германија, меѓутоа дали ќе биде доволна за да се видиме некое придвижување во овој момент, тешко е да се каже. Со оглед на тоа дека изминативе 2 недели имаше случување на повеќе алокации во однос на евроинтегративните процеси и проширувањето, минатата недела на масата пред АФЕТ во Европарламентот беа ставени и новите компромисни амандмани за сушност за новиот извештај на Томас Вајце за земјата и изгласани. И сега во нив е вметнат дел од протоколот со Бугарија, од друга страна пак амандманот 108 кој што требаше беше поднесен од Томас Вајц за проценка на протоколот од страна на правната служба на Европскиот совет го нема слеан во текстот. Како можеме да го гледаме ова? Дипломатска победа на Бугарија или и што реално сушност може да направи Македонија кога нема свој глас во Европскиот парламент? И минатата година го имавме горе-долу истото сценарио со обидите на известувачот Вајц да придонесе кон некаква позитивна динамика, и минатата година исто така бугарските европратеници преку лобирање во нивните европски семејства, односно политички групи, успеа да на некој начин да го задушат тој обид. Така што да, можеме да зборуваме за дипломатска победа на Бугарија во услови кога ние не сме играле во тој надпревар, како што кажавте, ние не сме на масата. Меѓутоа, не мислам дека треба да придаваме преголемо значење на извештаите на Европскиот парламент, освен во контекст на насока кога станува збор за оценка на она што се случува во државата, затоа што тие навистина немаат никаква моќ да сменат нешто во процесот. Идејата на известувачот, која што е навистина за поздравување, беше да ги искористат за да создадат таква клима на доверба, позитивна клима, и да на некој начин можеби да им овозможат на бугарските европратеници да покажат конструктивност и да дадат, не можеме да зборуваме за гаранции, меѓутоа да дадат некаков позитивен сигнал дека нема и понатаму да се соочуваме со блокади, меѓутоа тоа за жал, ако го сметаме како подадена рака, не беше прифатена од страна на Бугарија. Моето последно прашање е како Македонија треба да се позиционира во новите геополитички услови, евроинтеграцијски блокади и подотворениот прозорец на проширувањето? До сега, секогаш можеме да бидеме подобри, меѓутоа и она што го правиме до сега, мислам дека е во голема мера логички одговор на се што не се случува. Ние треба да се обидеме да го пронајдеме нашиот интерес. Нашиот интерес е секако бил и останува членство во ЕУ. Во услови кога тоа не можеме да го постигнеме, ние можеме да продолжиме да го извлекуваме од процесот она што ни треба, затоа што самиот процес на членство на пристапување, односно на преговори, е во голема мера трансформативен. Тоа е начин ние да ги подобриме внатрешните процеси, демократијата, владењето на правото, и во таа смисла треба да останеме максимално посветени на сите овие процеси, паралелно на тоа да соработуваме со сите останати држави од ЕУ и надвор од ЕУ кои што можат на некој начин да бидат од помош
во нашето консолидирање безбедносно, пред се во услови на геополитичка поларизација и несигурност, меѓутоа кои што може да ни помогнат и за економски развој и секако за да ги задржиме и да ги унапредиме позитивните процеси на демократија, на добро владење во државата. И мислам дека навистина палетата на сојузници е доста широка. Ние продолжуваме да бидеме економски поврзани со ЕУ и да развиваме соработка со ЕУ и државите членки на сите полиња, да се надеваме дека нон-пейперот ќе отвори дополнителни можности за тоа и секако да искористиме секоја ситуација која што би се укажала, секоја можност која што би се укажала за да одиме напред. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вас.